Добре дојдовте на новото предавање од ниво А2 на YouTube каналот Германски јазик онлайн. Ако сте нови на каналот, кликнете subscribe за следење на новите видеа кои се снимаат. Во ова предавање ќе учиме за инфинитив зетце или инфинитив реченици. Бидејќи постојат два типови на овие реченици, предавањето ќе биде поделено на два дела. Ова видео е за првиот дел. За почеток да кажеме што треба да повторите за полесно да го научите ова предавање. Можете да ги гледате нашите видеа за сврзници во германскиот јазик, односно, поточно првиот и вториот дел. Можете да ги најдете во плейлистата за ниво А2. Инфинитив зетце или инфинитив реченици. Како што кажавме пред малку, инфинитив речениците се делат на два типови. И тоа, инфинитив зетце mit zu или инфинитив реченици со zu и инфинитив зетце ohne zu или инфинитив реченици без zu. Во првиот дел од предавањето ќе учиме за инфинитив реченици со формирање со помош на zu. А сега можеме да започнеме. Ди инфинитив зетце или инфинитив реченици. За почеток, што се тоа инфинитив зетце? Тоа се тип на зависни реченици или небензетце, па се формираат со помош на Hauptsatz плюс Nebensatz, односно се формираат со помош на главна плюс зависна реченица. За главни и зависни реченици многу често се среќававме во предавањата од ниво А2, па очекуваме дека веќе правилата ги имате совладано. Кои се разлики меѓу инфинитив реченици и класичните зависни реченици? Во инфинитив речениците глаголот стои на крајот на реченицата, но за разлика од зависните реченици е секогаш во инфинитив форма, или поточно кажано не е конјугиран. Зависната реченица најчесто не содржи субјект, па се однесува на субјектот од главната реченица. Често пред глаголот може да стои zu или зависно од типот на инфинитив реченицата да не стои zu. Тоа ќе го видиме во следните минути. Да видиме еден пример како се формира инфинитив реченица со помош на главна и зависна реченица. Првата реченица ќе ни биде главната реченица во случајов ich habe vergessen или јас имам заборавено. Втората реченица ich lerne Deutsch или јас учам германски. И од овие две реченици ќе формираме инфинитив реченица ich habe vergessen Deutsch zu lernen. Јас имам заборавено германски да учам. Оваа реченица, како што можете да забележите, содржи zu и се наоѓа пред глаголот, а глаголот во случајов lernen стои на крај и не е конјугиран. Втората реченица, односно после запирката, не содржи субјект. Кога ќе видиме повеќе примери, ќе ни стане појасно. Продолжуваме понатаму. Кои се останати правила при формирање на инфинитив речениците? За разлика од класичните зависни реченици, при инфинитив речениците не може да се прави инверзија. Ова веќе го имаме сретнато во сврзници во германскиот јазик, видеото дел 2. А за инверзија во реченицата, исто можете да повторите во предавањата од ниво А1, поточно за дополнителна А1 граматика.
Да видиме еден пример. Том hat vor, morgen Alkohol zu trinken. Том планира утре алкохол да пие. Првата реченица ни е главна реченица или Hauptsatz, а после запирката ни е зависна реченица, односно Nebensatz. Morgen Alkohol zu trinken hat Tom vor. Утре алкохол да пие планира Том. Во овај случај правиме инверзија, односно Nebensatz е на почетокот на реченицата. И ова е неправилно. Значи, кога сме кај инфинитив зетце, не можеме да правиме инверзија. А ако имаме класична Nebenzetze, тогаш може. Какви типови на инфинитив реченици постојат во германскиот јазик? Кажавме дека постојат два типови, и тоа инфинитив зетце mit zu или инфинитив реченици со zu и инфинитив реченици без zu. Да видиме по еден пример од двата типови. Mein Freund ist glücklich, wieder Frisbee zu spielen. Мојот пријател е среќен повторно фризби да игра. Ова е од типот на инфинитив реченици со zu и формираме според правилата што ги кажавме дека глаголот стои на крај, неконјугиран, а пред него стои zu. Втор пример, am Wochenende gehen wir spazieren. За викенд одиме ние да пешачиме. Оваа реченица исто е инфинитив реченица, бидејќи глаголот стои на крај во инфинитив форма или неконјугиран, но не содржи zu. Подетално за овој тип на реченици ќе учиме во вториот дел. Продолжуваме понатаму. Од кога научивме за што се тоа инфинитив зетце, сега ќе учиме за првиот тип. Што се тоа инфинитив зетце mit zu? Тоа се тип на инфинитив реченици кај кои пред инфинитив глаголот стои zu. Веќе видовме некои примери во претходните минути. И важно е да се напомене дека зборот zu не представува тип на предлог. Иако zu можеме да го сретнеме во некои реченици каде што представува предлог. Тоа го имаме учено во некои од минатите видеа. Како се формираат инфинитив речениците со zu? Се формираат со спој на Haupt und Nebensatz или главна и зависна реченица, тоа веќе го знаеме. Глаголот стои на крај на зависната реченица и секогаш е во инфинитив форма, односно не е конјугиран. И зависната реченица најчесто не содржи субјект, па се однесува на субјектот од главната реченица, ова веќе го кажавме. И за разлика од вториот тип на инфинитив речениците, во овој тип пред глаголот секогаш мора да стои zu. Освен во некои случаеви каде што, например, глаголот е trennbare Verben, или ќе видиме во следните минути. Да видиме пример. Sie weiß, das hat keine Zeit zu wiederholen. Таа знае дека нема време да повторува. Leo hat vergessen, seine Aufgabe zu machen. Лео заборави неговата задача да ја направи. А сега како се користат инфинитив речениците со zu? Односно, кога се користат? Прв случај е кога главната реченица не ја дава целосната информација. Да видиме пример. Ich habe keine Lust, Hausaufgaben zu machen. Јас немам мерак домашните задачи да ги направам. Во оваа реченица можеме да забележиме дека првиот дел, односно главната реченица Ich habe keine Lust,
не дава целосна информација зашто јас немам мерак. Па потребно е да се формира инфинитив реченица која ќе објасни дека немам мерак да ги правам домашните задачи. Втор случај кога користиме инфинитив реченици се реченици во кои правиме замена за небензетце со сврзникот das, дека или што. Односно, инфинитив реченицата представува замена на овој тип на реченици. Небензетце знаеме дека може да содржи повеќе типови на сврзници, а некој од нив е сврзникот das. Токму овие реченици можеме да ги промениме во инфинитив. И во двата случаеви реченицата има исто значење. Да видиме примери. А за почеток да кажеме како се променуваат, значи од das зависната реченица се отстранува субјектот. И глаголот се прави во инфинитив форма. Се додава секогаш, како што кажавме, zu пред глаголот. Од левата страна во табелата ќе имаме зависна реченица со сврзник das, а од десната страна истата реченица ќе ја промениме во инфинитив реченица со zu. Es ist wichtig, dass du gesund bist. Важно е дека ти си здрав. Овој тип на реченица не треба да го користиме и истата реченица би гласела правилно Es ist wichtig, gesund zu sein. Важно е здрав да се биде. Значи, глаголот кој во зависната реченица бил конјугиран како bist, сега го направивме во инфинитив како sein. Пред глаголот поставивме zu и субјектот во случајов du го отстранивме. Останати случаеви кога користиме инфинитив зетцемит zu. Се реченици кои користат одредени глаголи, придавки или именки во главната реченица. Ке споменеме само некои примери од најчесто користените глаголи, придавки и именки. Како глаголи, најчесто во инфинитив реченици можеме да ги сретнеме glauben или верува, beginnen започнува, vergessen заборава, vorhaben планира, hoffen се надева и други. Како придавки wichtig sein или е важно, gesund sein е здраво, bereit sein е подготвен и така натаму. И како именки ни остануваат да ги споменеме Angst haben или има страв, Zeit haben има време, Lust haben има мерак, Spaß haben се забавува и слично. Значи најчесто придавките во инфинитив речениците ни се поврзани со глаголот sein, а именките со глаголот haben, како што можете да забележите во дадените примери. А сега да прочитаме некои реченици. Инфинитив mit zu. Wir haben Lust, Schach zu spielen. Ние имаме мерак, шах да играме. Овде користиме Lust haben или има мерак од именките. Wir haben keine Zeit, fern zu sehen. Ние немаме време телевизија да гледаме. Во оваа реченица користиме Zeit haben. И трет пример што ќе го дадеме Es ist wichtig, glücklich zu sein или важно е среќен да се биде. Во оваа реченица користиме wichtig sein или е важно од придавките. Откако ги кажавме основните правила за формирање на инфинитив реченици со zu, сега да ги споменеме некои од вариациите при формирање на истите реченици. Ако ви се допаѓаат видеата на каналот, дадете ни поддршка со лайк.
Кои се варијации при формирањето на инфинитив зетце? Прв случај е кога инфинитив реченицата користи деллив глагол или трембаре верб. Во овој случај делливиот глагол стои на крај на реченицата во инфинитив, значи истото правило како со обичните глаголи, но цу не стои пред глаголот, туку стои меѓу префиксот и глаголот, односно на средината на делливиот глагол. Да видиме еден пример од оваа варијација. Ich habe vergessen das Essen einzupacken. Јас заборавив јадењето да го спаковам. Во оваа реченица користиме деллив глагол einpacken или пакова. Друг пример, wir hoffen bald die Prüfung anzufangen. Ние се надеваме скоро испитот да започне. Во оваа реченица го користиме делливиот глагол anfangen или започнува. Следен пример кога имаме варијации при формирање на овие реченици е инфинитив реченица која содржи два глаголи или инфинитив реченица која содржи модален глагол. Да видиме примери и за ова. Значи, во овие реченици модалниот глагол стои на крај на реченицата, секогаш во инфинитив форма. Другиот глагол стои пред модалниот глагол. А цу стои помеѓу двата глаголи. Значи, многу лесно се формира овај тип на реченица. Да видиме примери. Инфинитив зетце mit Modalverb. Ich freue mich, heute hier schlafen zu dürfen. Јас се радувам што денес тука да спијам смејам. Es ist wichtig, verschiedene Sprachen sprechen zu können. Важно е различни јазици да умееш да зборуваш. Значи во овие две реченици ги користиме модалните глаголи dürfen и können, кои стојат на крај на реченицата во инфинитив. Одиме понатаму. Следни варијации при формирањето на инфинитив речениците. Кога инфинитив реченица ја кажуваме во перфект или во минато време. Помошниот глагол тогаш ќе стои на крај на реченицата, главниот глагол ќе стои пред помошниот глагол и цу ќе стои помеѓу двата глаголи. Значи и овие правила не се тешки. Да видиме примери. Neben Satz im Perfekt. Ich kann nicht glauben, dass hat etwas geliebt. Не можам да верувам дека тој нешто сакаше. Оваа реченица е зависна во перфект, која користи класично правило на формирање зависни реченици и не е точно. Во видеата за зависни реченици, кај перфект споменавме дека глаголите стојат по поинаков редослед. Ich kann nicht glauben, dass etwas geliebt hat. Не можам да верувам дека тој нешто сакаше. Ова веќе го знаеме од видеото за сврзници во германскиот јазик дел 2 и сега само го повторивме. Но кога сме кај инфинитив речениците, имаме малку поинакви правила. Истата реченица од лева страна ни е како зависна реченица во перфект, а од десна страна ќе направиме инфинитив реченица во перфект. Ich kann nicht glauben, dass etwas geliebt hat. Како инфинитив реченица би била Ich kann nicht glauben, etwas geliebt zu haben. Не можам да верувам нешто да има сакано. Значи, се формира на сличен начин, но ако реченицата е инфинитив, тогаш помошниот глагол ќе ни е во инфинитив, односно haben, и ќе додаеме само zu меѓу двата глаголи.
Со вежбање ќе стани појасно. Тоа беа правилата за формирање на инфинитив реченици со цу. А за крај, како и сите други видеа, ќе прочитаме примери. Es ist nötig, jeden Tag Deutsch zu sprechen. Неопходно е секој ден германски да се зборува. Ich fange an, Salsa zu lernen. Јас започнувам салса да учам. Vergessen Sie nicht, das Formular auszufüllen. Не заборавајте формуларот да го пополните. Во оваа реченица, бидејќи користиме делив глагол или ausfüllen, поради тоа zu ни стои на средината на глаголот. Следен пример. Ich hoffe sehr, euch wieder zu sehen. Јас се надевам вас повторно да ве видам. Поради исто така користиме во оваа реченица делив глагол, zu ни стои на средината. Следен пример. Ich sehe ihn oft im Garten zu arbeiten. Јас го гледам него често во градината да работи. Das Kellner bittet den Mann draußen zu rauchen. Келнерот го замоли човекот надвор да пуши. Следен пример. Ich schlage vor, heute Abend ins Kino zu gehen. Јас предлагам вечер во кино да одиме. Morgen fange ich an, jeden Tag zu laufen. Утре започнувам јас секој ден да трчам. И последен пример за ова видео ќе биде Es ist interessant, neue Länder kennenzulernen. Интересно е нови земји да се запознаваат. Во оваа реченица исто користиме делив глагол или kennenlernen, па поради тоа zu стои на средината на глаголот. Се надеваме дека формирањето на овој тип на реченици сега ви е јасно. За кратко време очекувајте снимање и на вториот дел од предавањето, односно за инфинитив ZC ohne zu. И секако, ако ви се допадна видеото, знаете, треба да кликнете лайк и да не следите на Instagram и YouTube.